8 години им беа потребни на античките римјани за во првиот век од нашата ера да го изградат Колосеумот во Рим. А во Македонија, веќе 12-та година се градат 57 километри автопат од Кичево до Охрид. Вчера пратениците во собранието го изгласа 8-миот поред анекс на договорот меѓу владата и кинеската компанија Синохидро, со кој рокот за завршување на автопатот од првичната 2018 година се пролонгира до 31 мај 2027 година, а се обезбедија и дополнителни 186 милиони евра, со што вкупната цена за сега се искачи на 744 милиони евра од почетните 411 милиони евра во 2013 година. Ова значи дека сега за сега 1 километар автопат не чини 13 милиони евра. Камен темелникот за почетокот на изградбата на 57 километри автопат од Кичево до Охрид беше поставен во 2014 година кај селото Извор. Првиот анекс е склучен во мај 2018 година, со кој се продолжува рокот за изградба до јуни 2021 година. Во септември и ноември 2018 година се склучуваат два анекси, со кои се пренаменуваат паричните средства од основниот договор во висина од 206 милиони евра и се вклучуваат дополнителни непредвидени градежни работи, а цената поскапува за 186 милиони евра. Со четвртиот анекс од 2020 година се бришат одредби од првиот анекс на договорот, додека петиот анекс од декември 2021 година го пролонгира рокот за изградба до 31 декември 2023 година. Шестиот анекс на договорот од април 2024 го пролонгира рокот за изградба до 31 декември 2026, а со седмиот анекс се менуваат техничките услови. Автопатот беше дел и од ревизијата на Државниот завод за ревизија и посочен како пример за неуспешна капитална инвестиција. Првите километри по автопатот се извозеа лани во јули, кога беше пуштена делницата од Врбјани до Ботун во должина од 20 километри, како и 17 километри од Климештани до Охрид, кои беа пуштени во септември минатата година, со што од 57 километри на автопатот Кичево Охрид ставени во употреба се вкупно 37 километри.